Повторно сме заедно во нови авантури со мене, вашиот шеф Марк. Некако убавите авантури од минатите епизоди не терат да продолжиме по истиот пат. Така и сега го продолжуваме патот на виното. А каде, ако не, во магичната Демир Капја, колевката на винопроизводството. Но сега се опремивме со малку кралски манири, бидејќи одиме во посета на кралицата Марија, а таму за добре дојде гледка достојна за кралица. Ајде, Марк. Добре дојде. Здраво, добар ден. Како сте? Супер, одлично. Мило ми е што ве запознавам, што ќе ми покажете една од најстарите, така да најстарите винари мислам. Најстарата винарија во Македонија. Ајде. Добре дојдете во Квин Марија. Фала ви многу. Ајде, одиме. Се надевам ќе А, уживате. да. Супер. Да. Марк, ајде да ти го покажам еден од највпечатливите и најубавите делови од нашата винарија. Гледам една убава куќа, една вила. Тоа е вилата од кралицата или не знам што тоа е? Да, тоа е вилата од кралицата по која што е препознатлива нашата винарија и по која Добро. го носи името да. на винаријата. Вила Марија. Вила Марија или сега Кралица Марија. Кралица Марија. Квин Мари. Квин Мари, Да. Кралица Марија по потекло е романка, ќерка на Добро. Фердинанд. Океј. И таа се мажи за Александар Караѓорđević I во Србија и станува кралица на СХС во кралството на Србија и Хрвати. Србија хрватски, да. Станува збор за најстарата винарија во Македонија и една од најстарите винарии во Балканот. Добро. Сега идејата за градба на оваа винарија е значи на крал Александар. Во 1925 година тој ангажира тројца француски енолози. Француски енолози. Да. Уште во тоа време. Тоа време, да. Човекот бил со многу визија, со многу знаење и затоа и ангажирал француски енолози да изберат топ локации, во тогашното кралство на Срби и Хрвати, во кое што биле нормално и Македонија. И едната од локациите е избрана во Топола, во Србија, во Шумадија, во тој дел, а другата е избрана овде баш во Демир Капја. Демир Капја. И ова е, пак ќе кажам, влезот за куќата каде ме носиш ти. Браво. Океј, ајде да. Ова е влезот за куќата. Ова вила е изградена 31-ва, значи 3 години после градбата на старата винарија и после првата берба изградена е вилата од кралицата. Ова, значи, вила е културен споменик заштитена како културно наследство од втор степен. Тоа не е идеја да биде еден музеј во кој што ќе идат туристи од целиот свет да посетат и да видат баш за вилата на Марија. Ајде да продолжиме. Ајде, Марк, да ви покажам каде се наоѓа старата винарија, местото каде што е направена првата верба во 1928 1928? Да. Добро, океј, тоа е пред 100 години? За 5 години славиме 100 години од нашата винарија. Добро, браво. И многу е битно да ви кажам тоа што сите тие објекти што били изградени 1928 година, како што се црква, болница, шоп за вработените, сместувачки места, односно куќи за вработените. Све во едно место? Да, тоа го имало во 1928. Значи замислата на кралскиот дворец било да функционира во една целина, да ги има сите услови и да не зависи од никој од надвор. Апсолутно. Све да има тука, да биде до. Браво, океј. Паметно. Многу паметно уште во тоа време, значи пред 100 години. Така да визионер беше човекот. Човекот така бил можеме голем да кажеме, визионер. па да. И исто така и овие новите собственици се визионери и го ставија, нивната идеја беше да го стават во некаква иста функција, апсолутно сите објекти да ги стават во првобитната положба, но на еден малку помодерен начин.
Ама гледам ресторанот, ќе одиме после ресторанот. Да. Уживам, јас уживам во ресторан, знаете. Како Јас сакам не? да го запознам шефот, да уживаме со него. Ми само ти ги поминува во момент. Ќе ни биде задоволство. Добро, ајде да видиме сега. Ајде да видиме Винарија, да. старата винарија. Стара страта, а? Старата брата. 28. И таа е 28. Па да. Ова се старите бочви од 1928 кои што се наместени овде. Овие бочви служиле за виното кое што е изферментирано во имаме 4 приемни фермент. Имаше други делови, да. Да. Океј. Таму се ферментирало и потоа е носено во овие танкови кои што се зафатни на од 4 до 6000 литра. Станува збор за славонски дап. Добро. Исто така имаме бочви доле, има многу интересна приказна што треба да ви ја Океј. потенцирам доле. Станува збор за една историска бочва, Океј. но да не должам многу доле ќе ви ја Ајде, дојдеме да испрезентирам. продолжуваме. Ајде, Да, добро. ајде. Океј. Еве, се наоѓаме пред таа историска бочва, како што ви спомнав горе. Добро. Станува збор исто за славонски даб, со иста зафатнина со 4000 литри. Да. Огромни се, да. Така, занимливо е тоа што на крај на Втора светска војна, кога германците се повлекуваат од фронтот југ, застануваат овде во винаријата и еден германски офицер сакал да пие, нормално да Сака да дегустира се вино. нормално во винарија, сакаше малку да се начука, да кажем, ајде. Тој пробал, се верува дека пробал од сите бочви вино, од ова бочва не можел да пуште вино и се сомневал дека нашите чуваат оружје, па пукал 3 пати. И еве се уште стојат овие трите куршуми, да. Океј. Па каква пригазна? И не успел да ја пробие бочвата и не можел да... Толку јак. Да. Многу јака. Види Да, колку е... дебелината е огромна. Точно. Океј. Така да станува збор за едно квалитетно дрво. Занимливо е исто тоа и што негде на 80-тите години внук на германскиот офицер се враќа овде да се увери што направил неговиот дедо. Има слика од това, има нешто? Стварно. За жал нема. Голем дел од архивата за време на транзиција е изгубена. И за жал нема. Океј. Но сепак е една голема... Една дел од приказната од добра винаријата. историја. Ајде да продолжиме. Ајде. Па да. Ајде, Марк. Дојдовме конечно на едно место каде зреат нашите вина и каде што... Убави буриња. Да, тоа се нови буриња. Производителот е од Франција, Сегин Моро, еден од подобрите производители. Гледам од сем во Македонија, навистина повеќе и повеќе се употреба француско дап. Да. Има посебен вкус, Има посебен посебен, доста прифатен за целокупната јавност во светот и карактерот и стилот на вината кои што се прават во француското буре е многу препознатлив. Добро. Имаме исто и македонски буриња и српски буриња, но најчесто користиме француско буре. Гледам ни донесе овде чаши, Имаме вино. Имаме едно бело вино, станува збор за шардоне, барел ферментед, да. Виното е ферментирано, половина од ферментацијата е завршена во иноксни танкови, а половина од ферментацијата е завршена во буре. И после тоа, благодарам Кристијан, после тоа е зреено уште 10 месеци во ново буре. Златна жолта боја. Точно така, убавина. Да. На нос има прекрасен баланс помеѓу дрвото и овошноста. Имаме коскести овошја на нос, имаме бела праска, имаме кајсија, а исто така имаме и малку ванила од допирот од дрвото. На здравје, мора да го пробате. Да се проба, да. Но ова вино мора да го искомбинираме со храна, затоа ќе го повикам нашиот шеф да ни Шефот? да ни го спари со
шеф Здраво, Марк. добар шеф. Честни Добар што сте ден. наш гостин во нашата винарија. Фала ви многу. Јас многу ми е мило што ќе ве запознам. Како се викате вие, шеф? Виктор. Виктор. Мило ми е. И јас се викам Виктор. Мило Марк ми е. Иван Виктор. Мило Трето ми е име, име. да, добро. Повелете, Повелете. што имаме тука? Ова се домашни брускети Добро. со чадена пасрамка од нашиот локален рибник, кои се добро Познавам. испарирани Да, со да. вината од нашата винарија. Супер, одлично. Навистина, бело вино, пастрамка. Комплет уникатно Димир Капијски. Точно така. Нека ви Ајде. на здравје. Ајде, да пробаме. Фала шеф. Фала. Ви благодарам. Да, именото со тој вино. Тоа се вика перфекција. Перфекција. Благодарам. Ја имам едно прашање до шефот. Знамо ти шефовите не сакат многу да зборат и све. Како ви вие за вас предизвикот да работите во една винарија? Кога имаш добро вино, ти е предизвик да направиш добра храна. Мислам ти тоа е инспирација. Секогаш кажувам ти балансот меѓу виното и храната треба да биде Изедначен. ете така. Перфекција. Што ви дава? Имате специфичен мени све тоа овде? А, ќе ги видите денеска сите специјалитети на нашата. Чекам од двај да го видам тоа. Фала ви шеф. Почеток е многу здравје, убав. нека ви е. Навистина, да ги употребите наmirници што се во околината Да, од користиме од- винаријата, мора нешто да дава посебен плюс, да кажеме на местото. Друго нешто, чудно ми е овда ова слика позади. Да. Кој е тоа тука позади? Станува збор за слика која што е направена во Кралскиот дворец. Ова е кралската фамилија, крал Александар и кралица Марија Добро. и нивната најблиска, нели, роднинска. Родниска да. Да. Окей. Племе. Така да, Одлично. тоа е еден експонат кој што се наоѓа во Тоа се нашата луѓе винарија. што гледам дел од нив живееле тука. А, Или не? тие има дојдено во винаријата, кралицата има дојдено 31 година, Добро. кралот за жал нема дојдено во Окей. винаријата. Чекај, пред да почнеме, јас ја ставив моја убава престилка, имам поклон за тебе, исто една убава престилка. Хвала. Ете така, ќе се дозволам да ти ја... Да, ете така, гледај како си убав. Да бидеме Авантурите на Марк, витаминка, Да. каде се знае. Унибанк, да не ги забораваме, сите нашите партнери што не подржуваат, да направиме прекрасна емисија. Повели, мислам да направиме денес да готвиме Салата. убава салата ќе биде. Каква Да. салата ќе направиш? Queen денес? Марија. Queen Марија салата, Да. обавезно. Која Каде ќе сме? биде со дресинг малку кисело благ. Кисело благо, добро. Инспирирано со добрите наши вина. Супер, ајде да почнеме. Ајде. Што имаме како состојки? Како состојки имаме беби салата, Ова е беби микс салата. беби микс салата. Да обожавам. Ставаме сувисливи. Сувисливи. Океј. Крупно сецкано така? Да. Добро. Океј. Колку години ти работиш овде во винаријата, Виктор? 6. 6 години си тука. Да. Браво, ти си дел од опремата, да кажеме, Да. ајде така. Да? После 6 години искуство. Од колку години почна? Од 18 бев на факултет, Добро. додека траеше факултетот прва, втора година бевме редовни, после работевме вонредно. Ставаме дресингот. Ајде, да продолжиме од јас. Сакам да знам малку од тебе, ама треба да знаеме и од салатата. Само тоа се става. Ставив на јаболки, сливи, малку Става. дресинг сос. Дресинг сосот е направено со оцет, со балзамик оцет, нешто така? Мед, Мед, гроздов мед, гроздов мед, мора од обавезно. винаријата, мора. Добро, окей. Гледам ти го покриваш пак. Зошто го Ставаме. прешува како да биде како поклон внатре да не се знае Да. што има? Не, А? ставаме уште еден ред да биде. Уште еден ред салата, да биде побогата. Да. Добро. Уште пак јаболки. Добро. Супер. И уште сливи. Океј. Ке има за јадење. Да. А? Таа рецепт е твоја измислена или измислена е така со газдата или со персоналот или нешто така? Со персонал, со енологот Со енологот. кој треба да ги парира вината. Ете тоа сакам да ти прашам, дали имаш совети да кажам од енологот, сомелиерот, да ти каже јас сакам такви јадења да ми направиш, Да, од имам постојано такво имаме вино. комуникација околу рецептите и парирањата со нови вина, се воведуваат нови работи, Точно така. за да може да ги комбинираме со вината. Да. Ете, шери домати ми ставаш? Кој како еден друг шеф ми кажеше доматини. Да. Ова е А, пршута,
Тоа е врат за мене, не? Пршута. Добро, окей. Македонска пршута? Да, македонска. Се е македонско. Мора да работиме со македонски производи, да ги промовираме нашите производи што ги имаме во Македонија. Многу убави се, навистина. Да. Да. И на крај биено сирење. Да. Не сега, ама навика ми е така. Ги почитувам другите, браво. Одлично. Гледа каква бава салата ни направи. Едноставно? Ама и сигурен брзо. су, оти е пуно со вкус. Го имаме благото од јаболките, солено, благото од сливите. сливите. Да. Пршута, салата, топ. И добро вино. Ајде. Комплет. Одиме, това ќе го пробаме. Прво, и главното јадење што ќе ни биде? Чеки, ќе оставиме овде. Главното јадење ќе на ни страна. биде рашничи од бифтек со сос од путер од кикиритки. Ајде. Како се прави тоа? Имаме, И имаме бифтек добро, кој е мариниран во младо вино. окей. Ова се печи на На скара. скара, Окей. да. Што е гарнирот што го има со тоа? Гарнирот го има микс од салати, Микс од салати исто, да. исто со путер од кикиритки со сос. Мариниранието лажничи ги посолуваме со дафинка, Добро. Малку дафинка. Окей. Малку маслиново, маслиново масло. Добро. Одлично. Малку бибер, сол, тоа имаш оти во маринада. да. Јас никош не ставам сол. Да, сега. Дафинката тоа му давам посебен шмек. Малку бибер, малку сол. Да, окей. Супер, одлично. ставаме На грил. Колку по човек? Еден ражник, две ражнич по човек? 3. А, 3? Охо. 3. Има за јадење? Да, да биде комплет оброкот. Добро. Додека ни се Одлично. печат ражничите, Окей. може да го приготвиме сосот. Сосот. Како се прави сосот? Ќе ми кажа ти со путер од кикирики. Да, овие се наши кикирики. Добро. Ова се кикирики што не ни се печени, ни солени, ништо. Сега ќе ги препржиме Добро. со маслиново. Окей. Додаваме бујон. Бујон. Окей, гледам оти кој почна да пати боја. Да. Навистина убаво мириса. Да. Убав почеток. Додаваме Малку крем. крем. Крем павлака. Да. Окей. Неутрална павлака. Да. Окей. Павлака. Додаваме путер од кикиритки. Знамо ти во Америка многу се употребува путер од кикирики. Многу луѓе не употребуваат путер, ама путер од кикирики. Да. Додаваме неколку зачини плюс сол, Како бибер, сега. такви ствари. Секако. Добро. Додаваме дафинка. Добро. Окей. Додаваме сол. Сол. И малку бибер. Малку бибер. Добро. Супер. И така, тоа е. Тоа е. Добро. Брзо за спремање, се растопи само путерот Аха. и сосот ни е готов. Поминав многу убав момент во кујната со шефот, со Виктор. Направивме салата, направивме главно јадење убави ражнич со путер од кикирики. Ми кажа, оти имавте вие едно вино што разговарате осем секогаш заедно со шефот на кујна за да имате најдобра комбинација во меѓу виното и храната. Очекувам сега да ме изненадувате, да, со јадењето што ги имаме. Знамо ти ќе почнеме со салата. Што ќе имаме како вино со салатата? Со салатата, сега ќе го спариме првото вино, тоа е темјаника. Темјаника, окей. Нашата мускат темјаника е многу препознатлива Добро, о, па извинете. и е со многу добра Благодарам. киселост, добра свежина и Добро. е идеално да се спари со оваа салата. Со оваа салата. На почеток Добро. планирав да ви спарам Совиньон Бланк, но Совиньон Бланк фуме
тој е во буре и е малку потежок, по кремаст и затоа избрав да одиме со малку посвежо вино, со посвежа ароматика. Одлично. Темјаника Добро, може. 2022. Да пробаме прво. Ќе видиме, да видиме на што личи. Навистина, како кажувате, мускат, прв нос. Преовладуваат Да. мускатните ароми, малку бозел. Сега мускатните сорти се, нели, поелегантни, немаат толку многу структура и баш се за овие пролетни и летни денови со оваков стил на салати да се парираат. Одлично. Да. Мора сега да пробаме и салатата. Оти навистина виното прво ме изненади. Многу добро. Мислам дека Навистина, да. со овој прелив, благо кисел вкус, добро се искомбинира. Виното одлично. Точно Има така. умерена киселост, свеж аромат. Многу ми се допаѓа името пак што го давате на салатата. Queen Mary. Да, Queen Да. Mary. Типично за не е кралско, е кралица. Да. Блага така. Топ, со виното, браво. Идеално. Комбинацијата е одлична. Идеално. Марко вино, Уникатно. многу ми се допаѓа. Мислам дека е супер комбинација. Ми изненадивте. Оти темјаника сите го познаваат. Океј. Како да темјаника да биде еден и едноставен вино, а па не е еден едноставен вино. Секој си го прави на свој начин. Ете така. Исто како секој готвач. Секој готвач е готвач. Да. Името од готвач го има. Ама секој си готви на Душата, трудот, љубовта кон нештото го прави сето. Точно Тоа е еден така. склоп на... И тоа се осеќа и во виното, и во храната. Да, и за храна Браво. и за вино треба само добра душа Точно. и љубов. На Точно крај има така. добри резултати. Точно така. На здравје. На здравје. Гледам од тие пета догма. Да. Го имавме прилика да го Да. пробаме во подрумот каде го држите виното, каде спие виното. Баш така. Ова е пета догма, ама црвено. Да. Браво. Пета догма црвено. Пета догма бело беше шардоне барел ферментед, а пета догма ред ни е еден бленд од мерло, Добро. 80%, 12% вранец и 8% каберне совиньон. Извините што ве прекинувам. Секогаш слушам оти вранец. Вранец е едно од сепаж што е најповеќе употребено во Македонија. Да, обавезно. Така? Ви благодарам. Вранец е типично вино од овој регион. Да кажеме е. од Македонија, од Црна Гора, знамо ти потекнува од Црна Гора, го научив това. Ама многу е употребено во македонските вина. Тој вранец му го дава таа јачина. Фала многу. Ја дава таа јачина, мислам, на сите вина што го имате овде, посебно во Македонија. Така, вранецот е наш символ, наша гордост, иако, како што кажа ти, потекнува од Црна Гора, но Македонија е најголем производител Ете така, и да. можам слободно да кажам дека ги правиме едни од најдобрите вранци во светот. Сигурен Така да. во овој бленд инспирацијата ми беше да го користам повеќе мерлото, затоа што овде во Демир Капи имаме многу добар клон на мерлос, многу зачински, ќе го пробаме сега. Океј. И е така многу мек, раскошен и затоа го користам најмногу. Као втора сорта највеќе што ја користам е вранецот и на крај уште малку зачинот кабернет. Кабернет. Дали можеме да го споредиме на едно убаво големо вино, француско вино? Дефинитивно, Дали има тој карактеристички да кажеме да. Ајде како да кажеме, нели, бордо блендот, но со вклучен Бордо вранец. бленд. Ете така. Со вклучен вранец кој што му дава дополнителна структура, голема екстракција. Браво. Морам да ви кажам дека ова вино освои златна медалја сега на Провајн. Добро. Така, Супер. Бојата е одлична. Гледам бојата, не е црвено, е малку како не знам како да кажам. па веќе е виното е веќе година и пол во боца, веќе Добро. во развој, така да и самите ароми се терцијални. Може да го дегустираме. Мислам ти добра идеја што е декантиран. Фала многу. Да, станува Браво, збор да. за едно постаро вино, одлежено, зреено во 18 месеци во буре. Оу. Како што кажав, златен медалј на Да. Мундус вини. Ја почнав да му даваме на златен медал само за носот.
на носот. На носот ми личи многу баво. Прекрасно созреани овошки, кои што мислам дека во овој момент се во топ форма за... Да. Ама овде, сега, полека, Така е, се отвара. со добрата храна припремена од Виктор. За жал, јас нема да ја го направивме заедно. Овде ражнич, ми кажа ти се ражнич што се од јунешко филе. Така е. Имаме убава салата, имаме сос од кикирики. Ќе видиме сега комбинацијата. За жал, јас нема да пробам. Нема проблем. Ке проблем за вас, не се секирете. Време на пости. Јас сум љубител на месо, многу го сакам месото. Јас ќе пробам од Многу виното. сакам сос, така малку специфични сосови. Прв пат што јадам сос од кикирики, да ви кажам право, чудно ми беше. Ама од чудно, многу вкусно. Да, Баш ми е мило. многу ми се допаѓа. Се осеќам вкусот на кикириките. Ражничите се Супер. многу добри. Многу ми се допаѓа. Изненадување, неочекување. Ете така. Многу ни зборови. значи. Изненадување, неочекување. Фала ви многу. Фала и на вас. Те носам на уште едно многу добро место, просторија каде што ги правиме нашите вински дегустации. Имаме неколку типа на различни дегустации, едно од нив е на пултови на повеќе локации. Океј. Таа е Ова е еден ден. еден дел каде што Бевме едно, второ, сега трето место. Ке ни биде тешко на крај на денот. Да. А? И гледам секаде имаш убави, како се вика, боци ова се. Бочви. 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 Секаде имате бочви, овде беше огромна навистина винарија. Стара винарија, многу историја, место идеално со добра температура каде што Да, се осеќа. Кога си надвор, малку топлиш, директно имаш Идеално. идеална температура за вино. идеално за Ајде. десерти вино. Повели. Фала. Океј, Што имаш? Ти си секогаш на најдобриот момент. Да. Ги пробавме сите вина претходно. Ова е нашето десертно вино, станува збор за плава крв. Плава крв. Le sang bleu. Да. Исто кралски крв. Кралска крв, да. Да. Вау. Направено 100% од вранец, доцна берба, со остаток на шеќер некаде околу 20 грама. Добро, малку жичка така Да. Полусладко. полусладко, ете така, не знаев како да demi sec en français. Класирано е во... Да. Фала. Вау, навистина како убаво мириса. Да, станува збор за доцна берба. Овде може да... Доцна верба, vendange tardive, тоа е што се последните Последното грозје, грозје, значи се што остава... најповеќе да. сонце, најповеќе... Овде имаме Повели? доста зрели плодови, имаме сува слива, имаме малку джемасти ноти и нормално остатокот на шеќер ни допринесува на вкус да биде многу сладко и Не многу сладко, е топ, Идеално. мислам како треба. Ми донесовте убав десерт. Да, тоа е комбинација на ваше белгиско чоколадо и наш од винаријата гроздов мед. Гроздов мед, тоа што е? Гроздов. Познат во Маџун, народ, да. маџун. Маџунот, како се прави уште тоа се? Маџунот е едно од најстарите пијалоци на нашите екс-поколенија. Маџунот се прави со тоа што се од самото грозје се произведува, се прави шира. Добро, И шира. таа шира подоцна се концентрира, односно остануваат сувите материи, а целата Дали се вари или нешто така да се се редуцира? вари, ние имаме вакуумски испарувач на кој што се исфрла водата и остануваат сувите материи. Значи 100% природна технологија, нема без конзерванси. Браво. И е многу здраво. Овој маџун е направен 100% вранец, исто као плавата крв. Многу ми се допаѓа комбинацијата што направи. Навистина, чоколадото, Белгија се знае за чоколадото, маџун, Македонија. Македонски. Да, Македонски вранец. Македонски вранец. Фала ви многу. Се надевам Фала, добра шеф. Од комбинација. почеток до крај ме изненадувавте денес. Уште малку. Уште малку? Да. Што има уште после? Да. Да, добро, окей, ајде. Ајде. Мора со прст, како течи внатре и све. Браво. Шеф, вие сте На здравје. крал. Крал во
Кралска винарија. Кралска винарија. Ете така. Крал Фала ви. Виктор. Да. Браво. Ова со виното, Перфектна комбинација. перфектна комбинација. На здравје. Фала ви многу. Баш ми е мило што еден шеф како вас уживаше денес во нашиот амбиент, во храната и во виното кој ви го... Добро, знаете, сите кажат шеф, шеф, шеф. Океј, шеф сум на кој шеф сум во Белгија, шеф сум овде и во Македонија, да? Ама ја уживам во работата од другите шефови што се овде во Македонија. Македонија, како кажам, убава држава, голема држава, со убави намирници, со продукти вино, што сум сегаш водушевен од квалитетот што го има во Македонија. Не знаев пред да дојдам во Македонија, имаше толку винари, толку убави винари, толку добри шефови што можат да покажуваат Македонија, виното, храната на убав начин. Сите луѓе што ќе дојдат овде, сигурен сум дека уживат како ја се уживав. Фала ви многу. Фала и на вас. На здравје. На здравје, на вистина мора да наздравиме. Да. Ете така. Ме пречекавте се со благи зборови, со благи убавини. Благодарам. Јас ви даваме на благи убавина од витаминка. Повели. Па, мислам, кој е победник во јас или вас? Ма еден. Двајцата, ајде. Мило ми беше. Пријатно? Фала ви, се гледаме во наредна прилика. Ке има прилика, не се кидете. Среќен пат. Пријатно. Какво искуство беше ова? Преполна глава со прекрасни впечатоци, но и уста преполна вкусови од одлично подготвена храна од шеф Виктор. Ја напуштаме винаријата Кралица Марија, која со право го носи името Кралска. Нашиот домакин ни раскажа многу историски податоци поврзани со оваа винарија. А историски податоци може да се добијат каде ако не, во музеи. За виното се разбира, во музеј на виното. Но не било каков, ова е еден од 4 вакви во Европа. Тоа е нашата следна дестинација, музеј на виното во Демир Капја. Здраво, добар ден, господине Звонимир. Добар ден, добродошол. Ви благодарам. А многу ми е мило што дојдовте да посетите нашиот музеј. Идејата ми беше одамна, да ви кажам право. Ние се видовме пред неколку Да, години, на се Свети запознавме. Трифун, да, Ете да, така. да. И сакав да дојдам пак, да го присутам вашето музеј. Ми кажа оти на вистина во овој регион, вие сте единствен музеј за Да. вино во Македонија. Па не само во Македонија, во овој дел на Југоисточна Европа, тематските музеи за винска конзумна култура, зборувам дека има музеи на вади чепови, на шишиња, Добро. на архивски вина и така натаму. Има на Балканот има едно 10-15 такви музеи. Меѓутоа, сакам да кажем дека музеј за винска конзумна култура овакав какав е единствен и многу ми е мило што сте денес тука кај нас. Мене исто гледам од имате посебни бидејќи, чаши, да. посебни алати што се употребуваат за Да, тоа е за правење рецимо бочварски алат, да. на Да се прави- бочвите, бочвите, да, значи да, алати точно. кои се користени. Точно. Зборот ми е дека ние всушност моравме да го направиме нешто како еден промотивен исчекор, Обавезно, бидејќи да. се навоѓаме на вински пат. Па, виски регион овде без музеј, А без тука да, има приказната во ова моја книга која се вика Демир Капија Порта Вини, Океј. во кој е прикажан патот на винова лоза и вино. И во такви околности сакав тука баш на тој пат да го направиме и отвориме оваков музеј кој зборува за култура. Бидејќи вино е на пиедестал, на цивилизацијски пијалоци, Мислам број дека еден. најстарото пијалог што е направено во времето на Рим и уште пред, мислам, под тоа. Вашите земјаци, кога ни доваѓат тука, ја често пати пред свето холанџани ме многу посетуваат и им викам, ви имате едно од најубавите пива. Да, во Холандија. Не во Холандија, во Белгија. И во Белгија, така е. Да. Меѓутоа ми е жал што боговите не се пиели пиво. Единствен пијалок кој се пиели боговите и луѓе е вино. Вино. Овако, Марк. Добро.
Тука ни се амфори за вино. Тоа се амфори за вино. Да. Да, окей. Една од... Не се нормално поголеми, отигламо ти овие се мали. Има транспортни амфори, Окей. има амфори во кои е служено вино, Окей. амфори во кои се трговци продавали вино, да кажеме, на мали количини. Така да, во принцип, овие се кучни амфори. Кучни амфори. Тука Добро. наречени За домашна употреба. за домашна употреба. Добро, окей. И во овие се едни од, да кажеме, посуди за вино, значи садеви за вино, кои го покриват период од време на Тоа сакам да ви кажам. Античката Грција, преку римјаните, па се до среден век. Колку години имаат? 2000, Има 2500 години? од 2500 па до 700 години. Ау, браво. Многу сум воодушевен. Навистина, оти навика имаме шишиња вино. Да, Амфорите не можеме да мислиме, оти да. виното можеше да држи во како Само- да кажам, да. во земјани, да, шишиња. Па се и вино се и правило во земјани посуди. Да. Ево Ама, управо тамо ово го имаме питос во кој е вино Добро. правено, Добро. созревано и ферментирало. ова ми изборевте. Да, ово Добро. е питос. Питос. Добро. Нашите луѓе го викат чуп. Чуп. Интересно е дека во античките времиња вино се спремало во овакви чупови кои се били закопани во земја. Добро. Прашање. Внатре се ставаше виното, сокот од виното Да. се додаваше внатре или све се ставаше внатре и вриеше како беше начинот? Тоа како сега што е муљање е било со нозите, Со нозите, добро. така, И сокот? кога се тоа што е муљано заедно со сок се турало во Со све. да, со грозје. Добро. во чупот Добро. и виното тамо практично е ферментирало. Окей. Пошто земја има една, да Топлина, кажеме, ладнина, топлина да. и така натаму, и ферментација можела да се обави, а инаку одозгоре на поклопец се били поставени едни, ке видите, имаме и такви делови тука во Добро. презентивни дел од Музеот за етнологија, како сифон. Шифон. Да. Добро. Кој е бил со вода, за да при ферментација окей, испаѓа испари- газ надвор, добро, а окей, да окей. не влева кислород, за да не доведе до оксидација на вино и претварање не, во... шифон е сифон. Сифон, Ете, да. извините, јас Да. не разбрав убаво. Бидејќи да. ако не се заустави тој процес, Да, ако да, влезе може да кислород, пукне, да пукне, не да. да пукне, него ферментација ќе се одвива во еден несакани правец, а тоа е да се од грозје добие и од вино да Да се биде добие оцет. оцет. Така. Ете, тоа беше тајната. Одлично. Ајде, да го видиме тоа? Да продолжуваме? Да. Ајде. Инаку, Марк, тука имаме многу интересни работи. Би сакал да се вратим на тренутак тоа што го објаснуваме за сифон, пошто нашите гледачите им се интересни такви работи. Ево што се случувало практично. Ово е дел добро. во кој се става вода. Вода, окей. Ова се ставаше над амфората. Да, Освен а ово капакот? се става над амфора. Добро, И окей. сега оди газ од Од питос, ферментацијата? од ферментација Ферментацијата, горе, добро. влева во овој дел, тука е вода, Вода. а ово е тука за да газ може да помине да не влезе, низ ама да не водата, влезе, да. а автоматски он ќе да мине надвор, а кислород не може да влезе надвор. Добро. Во Кралица Марија испробавме различни комбинации од храна и вина. Од дресинг со кикирики и салата со траминец до плава крв со благо. Ни остана уште комбинацијата риба со бело вино. Затоа, сега наред е да посетиме што друго, ако не рибник. Но не биле каков. Туку, во духот на денешната традиција, се разбира кралски. Од име Royal Fish. Здраво, добар ден, господја Ленора. Добар ден, господине Марк. Мило ми е што дојгам кај вас. Одамна требавме да се видиме. Мило ми е што денес можам да кажам што сум во регионот од Демиркапја и да ве посетам. Да, и нас ни представува огромна чест што сте ни денес гости Фала ви. во нашето мало царство.
Може да се каже така. Ајде да одиме да гледаме. Каде сме овде во вашето царство, како ми кажаш? Во нашето мало царство. Мало царство, не е толку мало, а можеме да кажеме. Што правите овде? Знамо ти има пастрамка, има пуно друго. Објаснете ми малку. Знаете, ти мојот македонски не е толку, ама почекувам од вас да ми го објасните како треба. Се разбираме, да. Значи, се наоѓате на рибник Дошница, кој што е лоциран на самата река Дошница. Океј. И во самиот рибник се одгледува риба пастрамка. Значи, тоа не е примарно производство, само пастрамка имаме. Самите ја произведуваме, самите ја мрестиме, ја одгледуваме и ја спремаме за продажба, значи на една конзумна големина. Точно. И се спрема за продажба. Нормално од тука. Луѓето може да дојдат да си купуваат како може да се... Да. Може, да, слободно од тука, иначе вршиме и дистрибуција по маркети, рибарници и така натаму. Okay. Ги познавам малку вашите, како да кажам, производи. Знам оти се едни за мене едни најдобрите што ги има во Македонија. Има прилика да ги пробам. Ќе ги пробам уште денес, оти знам оти имате малку новитети, малку ги менјавате така рецептите и све тоа. Колку време постоите овде? Па ние постоиме, еве оваа година, ќе ви откриам дека ќе славиме јубилеј 20 години од постоење на нашиот рибник, на нашата фирма. Да. А од неодамна почнавме со како да кажам, значи еден чекор погоре, односно преработка на риба. Да. Значи тоа она што го спомнавте пред малку, дека имаме нови производи, со тие нови производи сме веќе една година на пазарот. Одлично. Малку, но за почеток доста успешно. Малку, ма квалитетно. Квалитетно. Тоа сакам да кажам, и македонско производ. Точно така. Тоа сакам да го нагласам, дека сето ова што го гледате тука, значи ние самите го произведуваме и понатаму во објектот за преработка, каде што ќе отидеме малце покасно, да видите, таму ги преработуваме нашите риби и имаме одлични производи. Океј. Да одиме? Може? Повелете? Ајде. После прошетката внатре, каде се произведува све ова, мислам од тие време да го пробаме. Ги видовте све? Да. Објасните малку сега повеќе за секој пакување, што има внатре, како се прави точно така. Со задоволство, значи со гордост би ги представила. Везно. Вака. Значи ова е производ од црвена пастрамка, значи калифорнијска пастрамка со црвено месо. И тоа е слајсови од ладно димена пастрамка. Добро. Прекрасен вкус, се надевам ќе го пробаме денеска и ќе се уверите. Знаете што? Ова е готов производ, инаку морам да кажам, значи готов за конзумирање. Знаете што? Гледайте. Хап. Директно. Едноставно. Од пакувањето на даската. Навистина не е лесно, како да кажам, една пастрамка, да сечите, да извадите филети и све тоа. Ние готвачите знаеме да го направиме тоа. Ама домакинките малку више го забораеле тоа. Мајките, бабите уште го знаат. И немаме време. И немаме време. Не сме го забораеле, немаме време. Точно така. Јас когаш ја вадам кожата, имав прилика да приготвам и кожата, да направам како чипс. Во еден рецепт, ете така. Ете, овде имаме убави парчиња од слајсот од пастрамката димена, топла димена, ладна димена и сакам да додамам на даската од нашите пријатели, нашите партнери, президент, едно сирење. Сирење со пастрамка, и ние го користиме, со вино. президент, да. Така, вуаля. Тоа е дел, да кажеме, од убавата даска. Ке се отвори на брзина. Пакување многу лесен. Така. Да исечиме и да уживаме. Многу е нешто што ми е чудно, се кажува многу во Македонија, оти не се меша млечни производи со риба. И јас тоа имам слушна, тоа не знам. Зошто да не? Ја не можам да го разбирам. Да, оти тоа е нешто што во француската кујна што секогаш се прави, дали има крем фреш, дали има сирење со риба, никогаш не смета. Чудни се навиките. Мислев оти вие ќе ми кажете
Зошто? А па? Не знам искрено да ви кажам, а и јас ние го конзумираме сирењето со рибата и млечни производи без проблем. Точно така. Да сечиме и да има парчиња за сите. Оти не сме сами овде, имаме екипа околу нас, со многу се љубезни, со не снимат и све, да имат и они можност Ќе пробаат, да пробат да. чаша винце. Така. Поберете? Благодарам. Јас ке стам малку од балзамика Тоа е нешто. на сирењето. Да, убаво изгледа. И знаете што? Ке пробам малку балзамика Може. на димената пастрамка. Мислам ти комбинацијата ќе биде одлична. Да. Сега, На здравје. на здравје и ајде да уживаме, да пробаме. Одиме прво со пастрамката. Да. Одлична. Мало парче сирење. Одлична. Вреди да се проба. На здравје. Уште еднаш на здравје. И ајде, да уживаме. Сега, после сите овие денешни доживувања, време е да кажеме дека денешнава наша авантура е успешно завршена. А за наредната, кој знае каде ќе не одведе. Но, едно знам, патот на виното не е изоден до крај. Со сигурност ќе се навратиме на него во некоја наредна авантура. До тогаш, останете ми во добро здравје.